Евентуалното намалување на функционерските плати не значи зголемување на платите во јавниот сектор. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики порача дека ваквото толкување е погрешно и очекува набрзо пред владата да има предлог од работната група што треба да понуди решение за интервенции на платите на функционерите, чие зголемување за 78% од март годинава предизвика бура реакции во јавноста и на улица извади стотици работници кои бараа зголемување на платите. Дел од јавниот сектор штрајкува и во очекување на намалување на парите на функционерите за да се зголемат нивните пари. Реков дека тоа е очекување кое е погрешно и некој едноставно сака такво очекување да креира, затоа што било кое намалување, ако има намалување, нема да биде доволно за да се покрие евентуалното зголемување на 135.000 вработени во јавниот сектор. Инаку власта со месеци најавува дека ќе се изгласаат законите за функционерските плати да се намалат, но од тоа досега нема ништо. Кое било намалување, ако воопшто го има, нема да биде доволно за да се покрие евентуалното зголемување на 135.000 работници во јавниот сектор. Битики потсети дека 78% повисоки плати земаат 1260 функционери. Моето очекување е дека набрзо ќе дојдеме со предлог до влада, па потоа останува да владата соодветно ги одобри предлозите или ги одбие истите. Работната група има одредени предлози и се уште се обидува да ги хармонизира со сите засегнати страни. Оти како што нагласи вице-премиерот, евентуалното намалување кај платите на избраниците се прави преку 7 законски решенија. Инаку изминатиот период само во Скопје се одржа еден куп протести. Од синдикалните организации по кој знае кој пат побараа зголемување на примањата на работниците и тоа по примерот на платите на функционерите.